Стадион, емисија за вашата вистина. Разговарајте, критикувајте, прашувајте слободно. Дебатата е демократија. Стадион, емисија за вашата вистина. Денеска нашите наслови се следни. Руската пропаганда и дезинформации и шансите за крај на војната во Украина. Активности, пропаганда, наративите и влијанието на кинеската мека моќ. Значи и за кинеската пропаганда ќе зборуваме. За првиот наслов ќе слушнете интервју со Максим Саморуков од фондацијата Карнеги Европа, стационирана во Берлин. Саморуков порано до 2022 до почетокот на војната во Украина работел во Москва, но после тоа неговата фондација е забранета и се преселил во Берлин. Неговата фондација е забранета, многу луѓе кои што биле аналитичари таму биле прогласени за персона нон грата или се под санкции и сега сите анализи за Русија, за Украина, за тој регион таму ги прават од Берлин. Ке слушнеме што вели Саморуков, кој што порано бил независен новинар, работел за Слон, работел во Дожд, во тие независни руски медиуми кои што сега се затворени. Дожд и Московско ехо се затворени, меѓутоа функционираат од Европа преку интернет и може да се следат на YouTube и на други платформи на интернет во Русија кои што не се блокирани, не се забранети. Една работа ќе ви откривам зошто ова е интересно интервју. Затоа што во неговите прогнози вели дека ова војна нема да заврши толку брзо и да има одредено примирие, тоа ќе биде примирие пред нова бура, пред нова војна. Направи споредба, например, со тоа што се случуваше во Јужен Кавказ, во Нагорно Карабах и вели, за жал мислам дека и оваа војна така ќе личи, ќе има одредено примирие, ни мир, ни војна, ќе трае тоа 10 на 15, 20 години, после тоа ќе се наоружаат, пак ќе се обучат, ќе се набилдаат и Украина и Русија и повторно ќе има нова војна за истите територии, за Донбас и за Крим. За жал тоа се неговите предвидувања, иако денеска може да се прочита една така оптимистичка вест дека началниците на генерал-штабовите на Русија и на Украина, Максимов и Залужни, тајно веќе почнале да преговараат и да ги исцртуваат границите на идното разграничување на составот на Украина од аспект на географија и на Русија. Дали тука ќе биде само Крим во Русија или ќе го добијат и Донбас, или Донбас ќе добие некоја висока автономија, но ќе биде дел од украинската држава, нешто како што било договорено, меѓутоа не било прифатено од Бајден и од Џонсон пролета 22 година, преговорите кои што две рунди беа во Белорусија, после тоа беше тоа финиширано во Турција, во Истанбул. Тоа е првото интервју. Второто интервју со Ана Крстиновска од Естима, која што живеела 2 години во Кина и многу добро ја познава кинеската држава, кинеското општество, кинеската нација, кинеската политика и таа зборува како кинезите се обидуваат да се представат во позитивно светло во светот, како ги форсираат своите брендови, своите производствени успеси, технолошки успеси. Значи, економскиот аспект пред се им е битен во форсирањето на таа мека моќ, која што, например, Соединените американски држави, Британија, тие што се од англосаксонци, како се лутат кога така ќе ги нарекуваат русите и некои други, и ја прават меката моќ преку филмовите, преку културата, преку јазикот, преку музиката. На почетокот сакам да ви кажам дека денес ќе имате многу повеќе можност да се јавувате. Нашите телефони ги знаете 032 397 707 397 727 и 397 717, повекувачки број. Знаете, нели, за штип 032, меѓутоа број за да влезете локал
директно во програма 104, значи локал 104. Можете веднаш да почнете да вртите. Јас сакам само една реченица пред да го пуштим интервјуто да кажам за ова што се случи изминатите неколку дена во Скопје. Навистина Скопје, Македонија беше центар на светот. 30-тиот состанок или конференција на ОБСЕ, Организацијата за безбедност и соработка на Европа. Многу луѓе имаше, многу битни фаци, министри за надворешни работи од секаде. И што е најважно, од најмокрите земји, како Соединените американски држави, Велика Британија, Франција, Германија, сите беа тука во Скопје, во салата Борис Трајковски. Интересно беше да се види каде се сместени, меѓутоа сега тоа ќе може да се расчепка, сега ќе се отворат малку овие, како се вели, хотелите. Јас се чудам и каде толку хотели најдовме, за да може да ги сместат сите овие луѓе. Може би овие побитните, врвните тие министрите, се сместени по тие поглавните со 5 звездички, а другите може би ги шетат по толку небитни хотели. Инаку, ако така гледаме, хотели со над 200 легла, сигурно имаме само 4-5. Мериот, Александар Палас, Континентал, не знам колку работи, мислам дека не работат сите спратови, дај Боже да работат. Даблтри Хилтон, Москва или хотел Русија, како се вика, Холидей и друг голем хотел, не знам горе овој панорамика наводно, поранешна панорама колку легла има. Другите се помали. Мислам дека нема друг хотел со повеќе од 20 на 50 максимум соби. Тоа е капацитетот на Скопје. Го одбележувам ова затоа што за мене е многу битна работа и мене ми се допаѓа ова затоа што мој став е дека Македонија треба да биде нешто што ќе обединува, нешто каде што ќе доаѓаат сите што се скарани за да прават преговори. Че како Швајцарија, порано или Норвешка, таму одеа како по-неутрални, по-прифатливи земји, сите главни светски мировни договори, разговори се случуваа во тие држави. Македонија веќе почна, србите и косоварите, односно албанците, во Охрид имаа таква средба, па се вика тоа Охридски договор. Еве сега, ово е настане многу битен. И плюс, за прв пат, овие колку веќе 2,5 години, речи 3, Лавров дојде, рускиот министер за надворешни работи, во земја членка на НАТО. И тоа е многу битна работа. Тоа е Македонија, дојде во Македонија. Тоа беше светска атракција. Немаше светски медиуми кои што тоа не го снимија, не го одбележаа. Новинари колку сакаш, сите трчаа да го снимат. Лавров, Блинкен кратко беше, 5 сати па избега, односно си замина, отиде во Израел. Камерон беше тука, новиот министер за надворешни работи на Велика Британија, и Борел исто така беше кратко па си замина од Европската комисија. Уште подобро, тоа ќе беше навистина голема работа, голем настан Ептен, ако за прв пат после толку време се сретнеа токму во Македонија, токму во салата Борис Трајковски, Блинкен и Лавров. Ама не се случи тоа. Јас мислам дека може да се случи такво нешто, дека има шанси, затоа што за да го пуштат Лавров, се скавате, нели, за Србија, тогаш го пресекува и бугарите, и грците, и романците, нему пред колку беше, пред година и пол, не му дозволија авионот да помине и да слета во Србија, за да ја посети Србија. Сега, тоа го дозволија. Бугарите, заради Захарова, направија некоја финта, па не му дозволија на авионот, па после тоа преку Грција дојде Лавров во Македонија. Меѓутоа, таа покана што сме упатили ние како Македонија, како председател со ОПСЕ, Османи, сигурно така сами не ни текнало, па еве на Османи му текнало, ај ќе го викнам Лавров, ќе се правам фраер. Таа покана била со дозвола на американците, на британците, на големите западни сили. И токму заради тоа, мислам дека е можна и некоја средба. Но очигледно било само еден чекор
да се испипа пулсот светски и веројатно претпоставувам, иако немаше средба Блинкен-Лавров, сигурно на пониско ниво тие бројни делегации и од Соединетите американски држави и од Русија, а и од Британија и од Европската комисија направиле некои средби, тајни, полутајни, некои контакти. И заради тоа сакам да бидам малку повеќе оптимист и да верувам дека сепак се придвижуваат работите кон мир во Украина. Исто така сакам да бидам малку оптимист, иако бев песимист за уставните измени, после ова што го видов на маргините, нели, на конференцијата на ОПСЕ во Скопје, и за уставните измени, затоа што, ВМРО-ДПМН на највисоко ниво беше примено од Обрајан, помошник секретар за Европа и за Евразија, и имале така интересни следби, гледам така интересни слики испратиле. Имаш интервју, Обрајан кажа дека народот треба да се замисли која ќе гласа, дали ќе гласа за политички фактори кои што не нудат опција за одредени прашања, а бараат гласови. И мислам дека тоа може би малку ќе ја смири топката во наредниот период. Може би не значи дека уставните измени навистина ќе се случат, но ако не се случат пред изборите, мислам дека многу брзо, веднаш по изборите ќе се случат како обврска, иако ВМРО-ДПМН не победи, како обврска што мора да ја реализира ако сака да биде водач на извршната власт во наредниот период до година и наредните години од мандатот што ќе го добие партијата што ќе победи на изборите во нашата држава. Добар ден за слушателот кој што побрзал да се јави, да ги испукаме тие слушатели за почеток, а после тоа да го слушнеме Максим Самаруков. Ве слушам, повелете 032-397-707, 397-727, локал 104. Ало, добар ден, Митре Пиловски, село Тридес. Вчера и некни се одржа во Дубај од Обединетите нации за штетните климатски промени во светот. Но за жал, председателот на Америка и на Кина не беа присутни. Значи, тие како најголеми... Не знам дали знаете, кога се сретнаа во Америка, Си Джинпинг и Бајден, да? направија во тие 4-5 прашања што ги разговараа и што се обидоа да ги решат. Да? Беше токму и прашањето за климатските промени и мислам дека има значителен напредок. Јас сум по струка дипломиран шумарски инженер. И сепак ги пратам сите овие процеси затоа што учел и работам во таа област. Значи, промените во целиот свет настануваат како последица на човечкиот фактор. И тоа тие се штетни климатски промени. И во однос на растенијата и во однос на животинскиот свет. А причината е човекот затоа што контролата на загадувањето и затоплувањето на воздухот, водата и почвата е без контрола. Значи нема контрола. Се одржуваат самити, разни предавања и така натаму, но акција за тоа да се намали таа температура на воздухот во светот за сега нема резултат. Нема никаква акција. Значи не треба самити само. Значи треба конкретна акција на секој жител на планетата Земја да се замислиме дека, доколку продолжиме вака да се го уништуваме нашиот животен дом, а тоа е планетата Земја, на целиот животински растителен свет, дали во прашање дали уште 80 години ќе има живот на оваа планета. Во прашање, значи јас тоа не го кажувам, го кажува самата наука. Климата е најбитен фактор за опстанок на животинскиот и растителниот свет на оваа планета. Значи климат. А гледаме дека секој ден во светот е се полоши и полоши. Че има недостаток на храна.
че голем број на луѓе ќе изумрат поради тие климатски промени. И голем број на самите растенија ќе изумрат, има болести. Значи, а човекот не ја отстранува причината за да нема последици. Причината е неговата алчност за пари, за превласт и за моќ. Зошто не се пренамена сите тие пари во светот за корисни цели, него за штетни цели? Ова сум го зборувал повеќе пати на вашето радио. Парите за оружје, за цигари, за алкохол, за не знам што ни штети на нашиот живот, на целиот живот на оваа планета, тие се штетни пари. Зошто не се пренамена за корисни цели? А тоа може само, сум го кажувал повеќе пати кај вас, само со една федерација на жители и држави на планетата Земја, каде што сите проблеми на човештвото и на планетата ќе се решаваат на едно место. Да, ве разбирам, Тоа е светска можно. влада. Благодарам, Да, доволно е. можно. Другата линија, ало, ве слушам. Ало, Добар Добар ден. ден. Намалете само. се слушаме? Подобро да бидеме поопсет во сите топ емисии на светските медиуми, отколку по ова што денеска излезе. Отколку порано, нели, заради конфликтот, војната, како беше тој таа клетва од Сараево, да Бог да куќа ти била на CNN за војна. Скопје не се симнува светскиот врв, постојано е висока концентрацијата на најканцерогени честитки. Трет најзагаден град во Европа, Скопје. Повелете. Добар ден. Добар ден. Добар ден, повелете. Благодарам. Па јас, пошто овие емисии контактни веќе повеќе штетат на народот него пајда шо паа, ги избегнувам, меѓутоа еве од време на време се јавувам за да пак нешто кажам, може би поглупо од претходното, меѓутоа ќе кажам. Го поздравувам овој човек пред мене што беше, пошто и тој така разумно пристапува на работите и баш убаво. Меѓутоа кај нас со овие емисии ебе што се случува, се киднапираат деца, нема 75 деца за овие 2 години во Македонија ги снемало. Направија овие мопсе, колку милиони дадоа на некои да постават нешто и пак да го извадат. Овој владетелот на дворешните преку закони си ги обелодени своите воли, своите желби, ги озаконија, направија што сакаа со парите на народот македонски, со данокот, со потта. Се случува се од лошо полошо и во светот, не само во Македонија, него и во светот. Ама еве нашето слепило води кон Америка, Англија, Франција, Германија, Шпанија, Италија, што ти знам само веќе кој или не. А тамо секоја година по 40 до 45.000 деца снемува и ги снемува. А еве кажуваат нешто по интернет, нешто тамо дека завршуваат во Америка кај првовладетелите, тие што се зиме поседници, паропоседници или какви ли не, што имаат замоти прокрај морињата, прокрај океанице, брзовите доаѓаат и по тунели се пуштаат деца за таму и кога завршуваат, како завршуваат, важно тамо завршуваат, некои за делови, некои за некакви задоволство, било што се прави со нив, се и се што се прави, од Македонија поаѓа, па натаму се до кај што себе да стигнат. Затоа на овие наши македонци би требало овие емисии некој пат да информираат за поучно така делување, действување, да си ги падат своите деца. Кога ги пуштат на училиште, ако видат некоја мака да викат, да врескаат, да направат мука околу нив, за да приđe некој кој има душа и срце, да им помогне да ги спаси од овие канџите на орлите, на шверцерите, на душманите македонски. Пошто не се знае дали на новинарите узи ќе снема деца, дали на министрите, дали на пратениците, и на нив нема ништо да биде сигурно. Макар да, ако беше дете на нив за 3 сата ќе му најде крајот каде е. Ама еве, сега за сега е така како што е.
и Тоа не ми е јасно мене што се случило. Еве да го кажеме тоа, ама веќе нема медиум кај што не е тоа пуштено и мислам дека толку јавно да го експлоатираме тоа името на девојчето, дај Боже да е живо и здраво. Шести ден ниту трага, ниту глас од Вања Ѓорчевска. На интернет кружат разни теории на заговор, би ги замолили и граѓаните и новинарите да бидат многу повнимателни. Еден колега се јавил, се представувал како инспектор полициски на мајката на... Тоа е катастрофа, на што личи? Што барак, што ексклузивни информации ќе дозна и што ако ги објави? Наместо да се трудиме да помогнеме тука. Ало, другата линија. Повелете. Ало, Сензации со ова не може да се... Ало, да се правят. поздрав од Битола. Вака што ли мислиш дека ќе опочнеш и ќе му даеш поголемо значење на говоро на Лавров што го одржи? Мислам дека тоа е еден од досега невидените говори. Јас реков дека за мене ќе беше ептен центар на свет ќе бевме ако имаше средба, ама не се случи тоа. И како да има средба кога овие дојдеа плукнаја во Скопје и се вратија назад. Како да има средба. Средба што сите очекуваат. За сите оние... Тоа е став. Па за сите, е став е нормално. Ако направи обратно некој, тогаш не е демократ, избега од состанок. Меѓутоа, како и да е, многу работи се каже, поготово за Македонија, за Бугарија, за Србија, за војната во Украина. Мислам дека не му е седно на тие што седеа така и клепаe како мајмун за семки. Мислам дека не му беше баш пријатно да ги слуша тие зборови од еден од првите луѓе, првите дипломати во светот. И сега за самата организација. Одлично организиран. Меѓутоа македонците тоа многу интересира. Кој кај спиеше, колку пари ќе земеме, супата дали беше топла. Да, интересно зошто имало књаз Милош. А може би требало македонски производ. Ама, нели тоа како забелешка го споменав, ама меѓутоа тоа е тендер, сега не можам да разберам. Веројатно најефтина цена. Најниска цена. Тие ако пазеа до толку на такви детали, сигурно немаше да е појават књаз Милош таму. Не, ама ако имаше горска, зошто не е пелистерка, зошто не е кожувчанка? Нема веза, дојде луѓе... Да биле овие нашите фраери ке донирале. Така. И пелистерка и кожувчанка, може ли тоа да го направат? Помалце се издригнува од ова књаз Милош, а таа е минерална, овие другите се кисели води, многу поќе имат CO2, ќе му беше непријатно. Дури седат и изборат таму, ѓомти изборат. Меѓутоа, македонците си помина добро. Те слушнаа за нас, ево од понеделник сите инвеститори ќе дојдат кај нас, пошто ево гледаме светска медиумски центар сме, значи од понеделник зменуваме со се. Меѓутоа што правиме са со се? Како значењето на ова се? Ова е стварно стресна работа, каде што да биде членка тука, мајсторо на сите војни, што се направи во светот, каде што Америка прави војна преку 3 континенти и одлучува со кој ќе војува, со кој ќе се смири. Кога ќе нападни, кога ќе потпише мировни договори. Значи имаме ситуација во светот кај што пола свет со другата половина не разговара, ниту сака да слушни, не ги интересира. А имаме организација што треба да ги смири. И ти велиш да иделе во Скопје овде како на зидо на плачо и ние ќе ги тешиме и тие ќе се смират и ќе се вратат. А од друга страна велиш дека имало договор меѓу Русија и Украина околу Донбас и без разлика каков статус ќе добие. Не, тајни преговори има за Лужни и Герасимов, така пишува новинарот Херш. Так, колку се тие тајни, чим ги знаеме јас и ти ги збораме, то значи така се пушта тој ѓом ти тајни. Ама велиш одма не му се бендисало на Бајден. Ајде сега друга бела. Како сега се договараме за мир да не ги надлуѓат, ама овие не му се бендисало, не вели терајте вие тепајте суште, ние ќе ви кажеме кога. А дојдени сте тука на мировна конференција. Ти ја сваќаш улогата сега на таа мировна конференција, има такво нешто овде кај нас. Постои некоја таква организација што во име на светскиот мир ќе застанете вие двете големи сили, не може ова повеќе вака. Вака да ви кажам и уште една работа. Значи да бидеме искрени до крај. За пофалба е ова. Наставно што се случи, меѓутоа председавањето со ОПСЕ дали го искористивме како што треба.
Како не ве Дали материјално ги помина, поготово Значи, туи. можевме помина. многу повеќе. Тоа е веќе Што повеќе? прашање за друга анализа и треба да што се збори повеќе за тоа. Колку Што да ние направиме ние? во интерес на Македонија го искористивме, колку бевме активни за да ја подобриме атмосферата воопште, нели, која е во криза, колку успеавме да ги мобилизираме тие диалози, тие разговори за како да се стабилизира, како ако треба да се трансформира. Значи, колку бевме продуктивни како председавачи Добро, на опсе, тоа е веќе многу интересно прашање. Ја го фалам ова што се случи како настан во Скопје. На вистина е тоа голема работа. Добро, Уште да се сретнеа Лавров и Блинкен, ке беше што да ви кажам, смрт на фашизмот. Така, кум едниот, кум другиот девер ќе се гладе на свадбите, да се слушаш ти, вака кој ти кажеш овие работи како од Мирко и Славко да ме тие да се смираат тука, како? Како ќе се смират тие? Сакат да Не да се смират. Доволно беше прв пат да се сретнат. Ама ќе се сретнат кој ќе договорат дипломатите сите работи и на крајот тие ќе потпишат. Ние далеку сме од сето тоа. Не гледаш. Да, така во право сте. Цел свет е заложник на сите тие работи, са ние елате во Скопје и ние да бидеме славни по тоа што смириле кај нас. Ајде да ви ја прочитам ова вест за Украина и Русија. Русија и Украина тајно водат мировни преговори преку високи воени лидери. Изјави американскиот новинар и добитник на Пулицерова награда Сајмон Херш. Како што наведува, диалогот добива на интензитет и покрај приговорите на украинскиот претседател Зеленски и на Белата куќа. Во написот објавен на платформата Substack, Херш пишува дека прашањето за можното определување на нови граници долж сегашните линии на фронтот меѓу Украина и Русија може да се реши за Русија да го задржи Крим и териториите на Луганската Народна република и Донјецк, како и областа Херсон и Запорожје, додека за возврат Украина би станала членка на НАТО со голем број одредени ограничувања. Сериозните мировни преговори меѓу Русија и Украина одеднаш се забрза, но нивната главна движичка сила не е ниту Вашингтон, ниту Москва, ниту Бајден, ниту Путин, туку двајца високи генерали. Началникот на рускиот генералштаб Валерий Герасимов и началникот на вооружените сили на Украина Валерий Залужни. Херш тврди дека во замена за територија се разгледува опцијата Русија наводно да не се противи на евентуалниот влез на Украина во НАТО, но со јасен услов алијансата таму да не ги стационира своите војници и офанзивно оружје. Исто така Херш додава дека Белата куќа е целосно против предложениот договор. Како друга можна пречка, американскиот новинар го наведува инсистирањето на украинскиот претседател Зеленски Украина да излезе по секоја цена победничка од војната. Ете тоа е тоа. Ето, тоа се може една минута, една мала сказна ќе ти кажем, ќе се надоврзиме. Имав еден другар што, например, кој имаше многу пари, ќе се испјанеше, ќе дојдеше дома со разни женски и ќе истераше сопругата. Марш сега ќе мрчеше, ти бегај кај мајката. Од кој ќе потрошеше сите пари, ќе му јадеа тие убаите женски парите, тој ќе останеше сам и не можеше тој во живото не сварил никој пат ни јајце. И после ќе викнеше другарите и ќе му речеше, одиде викните, нека се врати назад, ама како таа да сака. Ме разбираш? Се така и ова, генералите се договорале, ама така што нема што да прат, не се важни председателите, не се важни големите, само генералите. Па од генералите, кој ќе се скараш дома со супругата, првороднините те мират, ќе дојдат другари, пријатели, ама смирате се, нема смисла. Значи, смешно е ова сето, меѓутоа ова има некој глобален план кај што требало се случи така. Зошто ова истото може нама се расегнат и да се договорат. Вака кој изгуби Украина. Изгубија и рускиот народ изгуби многу. Многу народ загина, многу деца загина од едната и другата. Меѓутоа можеше ова сето се договор да се направи. Не влегвајте, оти се ќе ви земе. И како што реков менеш кога почна војната, после првата испукана ракета од Русија, требаше Зеленски да рече, стоп, чекајте, вие сте стварно ненормални, вие стварно ќе пукате на нас и да седнат да го направат ова истото што ти го збораш сега. Значи лесно е. Така е. Или ова са да префрлиме на денешна тема кај нас. Што му рекал американецот на Мицковски дека ќе омекни за прием на бугарите во нашиот устав. Добро да? Значи Македонија и во другиот случај не губи. Дали СДС само ќе стави уставот, како што велите вие, или ВМРО ќе стави после изборите,
Македонија како држава А добро, ВМРО не е против да влезат бугарите. Така. Меѓутоа, зошто тогаш наравме на предвремени избори и сега веќе бугарите ќе беа во уставо, сега веќе Ама одма може веднаш може некој прашање да ти постави зошто пред година дена не ги внесовме бугарите? Па гледаш зошто, затоа што имаш... Значи едните барат предвремени, оти немало предвремени, цело време се надмудруваме. Ма не инај, зошто ти некој пат не направиш емисија со сите барања што се напишани во договорот со Бугарија. Да ги прочитате јавно, што се бара, па да видиме колку се спремни колку ни крепи да наречам, што да го направиме сето тоа. Ето тоа, тука е проблемот. Колку можеме да одиме ние во сите тие нивни барања без око да ни трепне. Можеме или не можеме? Ако можеме како народ, не е проблем. Значи пак Македонија не губи временски Македонија ако веќе ВМРО-ците го направиле, ако ги пикнат во устав. Зошто немаме предвремени избори уште од летото сега, кај што се знаеше дека нема да гласа. Меѓутоа ароганцијата е во прашање на СДСМ. Нивната болна ароганција. Чекај, тај вака да размислуваме. Ако имаше предвремени избори, Така. председателските ќе беа пак контрадикторно е. Ќе беа сами ќе се организираа. А кога летова ако имаше предвремени избори? Ова лето или ова есен? Да. Па и лето и есен. Председателските предвремени не можеш да направиш. Да, може. Ама значи колку ќе беа јасни сите ситуации до И тогаш ќе пропаднеа председателските. Зошто да пропадне? Тогаш ќе падне и тезите, ќе испадне нека само политиканство било тоа. Да бидат заедно, за да успеат, оти нема да успеат и ќе биде албанец и председател и премиер добро, нема да биде, затоа што порано ќе беа тие технички параметри завршени. Ама гледај се, проблемот е во тоа што цела слава така беше и со Преспански, така и сега, затоа тие ќутеа. Ароганцијата нивно е опрашање. Цела слава сака тие да земе. Ево гледајте, ние сега, кога ние не направивме подобар договор, вие никогаш нема да направите. Разбираш, тоа е тука суета нивна, дека кој сте вие да направите од нас подобар договор. Тука се кршат сите работи, затоа тие не може да се согласат. Иначе нормална партија ќе рече ние стигнавме до делате, сега седнете дали продолжуваме или не. Не одиме потом. Фала, пријатно и си тераш понатаму. Меѓутоа, изга и многу пари се даени за ова сето за биди вака, за толку грчевито да се брани да се брани овој влез на бугарите. И ги нему е се една нова гарнитура како ќе завршат овие сите работи. Јас за бугарите многу јасно е. Они живеат тука 3,5 колку се изјаснија. Добро да. Значи, они се граѓани, државјани на Република Македонија. Добро да. Заслужуваат и они, како и хрватите, како и власите и турците да влезат. И точно. Многу ми е гајле за бугарската држава. Зборувам за граѓани на Македонија. Значи тие ги имат сите права. Тие живеат тука. А што е поента? Ја почитуваат државата, законите и тие рамноправни треба да бидат со сите други. Така сакам да размислам. А не дека бугарите не тераат. Не те разбирам сега. Како са? Тие се дел велиш од уставо наше и од нашето општество. Метнати се сегде во мешовити бракови, во вработување, во политика, во сега има тука. Што поќе? Што толку нивно е битно да бидат дел од уставот како другите етнички заедници. И што ги прави то поќе од другите? Еве, јас сум дел од уставот како етничка заедница, ама еве така, символично. Значи не е ни опасно, што ако сум? Или што ако не сум? Ама дали ги гледаш, така ја шириме работата, чека некој, ама гледаш што кои се нивните барања, не е така, тоа е едноставна работа, ела демек на свадба кај мене, тим кој ќе вземам на свадба, значи треба да му обезбедам и столче на масата и вечера, и јадење, и пиење, сите работи, сите почести, не е така то само. Не знам. Што, ќе има емисија на бугарски јазик? Па и порано имало на бугарски на македонско радио. Ами кога имало, што тогаш? А зошто тогаш сега е проблем да има, ако порано имало? Ама кај нив е проблемот, кога веќе имале? Кај нив е, не е кај нас проблемот? Имало и на грчки, ако не си знае. Има и грчки, кој сака има нон-стоп, имам пријатели, наши што гледат нон-стоп, гледат Мега грчка или Антена. Така, помило му е да видат дека имало пожар во некоја куќа во Кожани. И сега ти гледат, никој не му брани ништо. Сега зошто е толку запнато, зошто не барат колку бугарите што живеат туку, колку раководството нивни политички што ги барат тие работи. Како ќе правиме со нив?
Па јас мислам дека ова им е оставка, они го барат ова за да бугарите да влезат у уставот, за да не ги барат тие другите работи од декларацијата. Да не ги барат. Како? А мислам дека е тоа. Абе, еднаш празни му од столет. Оти ако прашаш бугарин ќе ти рече, ние со ова правиме голема оставка. Абе, знаеш ти колку мегалени за го се... Оти ова не им беше планирано. Ова не им беше дел од барањата. Ова не беше дел ни од тие декларации што ги устојуваа. Значи има некоја позадина овде штом тие до толку се загрижени за ова да помини, има нешто меѓу Македонецот не сме да биде поќе наиве да се прифаќа во име на било што. Мора малку ако ништо друго барем да му кажеш дека знам што бараш од мене. Тоа е. Добро, благодарам за јавувањето. Имаме уште еден слушател, ако не, додиме со реклами, па Максим Саморуков. Ало? Режи уште еден слушател, ако има да го пуштиме. Се исклучил. Одиме. Реклами, па Максим Саморуков. За војната во Украина, за Русија, руското општество. Можно ли е таму да се случат антивоени протести, па да мора да се повлечат русите, како на пример во Афганистан што беше. Еве одмah ќе ви откриам, тој вели нема шанси. Максим Самаруков. Стадион. Емисија за вашата вистина. Новата година е на прагата, со неа и безброј нови можности. Не губете време. Аплицирайте за кредит од 5.000 до 150.000 динари на 15505 или во една од нашите филијали. Подаруваме 6 мобилни телефони, 6 таблети и 3 лаптопи. Флекс кредит. Пари за секого. Стадион. Емисија за вашата вистина. Максим Саморуков, русин кој што натално живее во Западна Европа. Руски, которые живеат сейчас. Я понимаю. Тржи Кто-нибудь не понял, спроси. обуки и предавања за тоа како функционира руската, па и кинеската пропаганда и дезинформација. Може ли да се каже географски дека Саморуков е суевиден дисидент во модерното време? Нет, я не могу сказать, что я диссидент, потому что я не участвую в политической активности никакой. Не, јас не можам да кажам дека сум дисидент, затоа што јас не учествувам во никакви политички активности, ниту провладени, ниту антивладени, ниту опозициони, ниту сум во политички структури што се формираат во руската диаспора. Сметам дека како политички аналитичар сум должен да не членувам во политички организации и се трудам максимално објективно да ја анализирам руската внатрешна и надворешна политика, без партиски и политички влијанија. Не сум дисидент, не се сметам како противник на режимот и се занимавам со непристрасна анализа. Я нахожусь как бы вне этой системы и занимаюсь беспристрастным анализом. По крайней мере, я к нему стремлюсь. Па реално разборуваме тешко дека тоа е изводливо во Русија во моментот. Ретко кој човек што ќе каже некоја критика, ќе каже објективна информација, да нема проблем со власта, да нема проблем со Путин. Дали вас ве нарекуваат предавни во Русија? Дали смеете да се вратите во Русија? К сожалению, это уже не так сейчас в России, хотя долгое время по многим темам было так. Ситуация очень изменилась после начала российского вторжения в Украину. Появилось очень много запретных тем. За жал веќе не е така во Русија. Иако долго време беше така, ситуацијата се промени после влегувањето на Русија во Украина, па се појавија многу забранети чувствителни теми. До февруари 2022 можеше да се води нормален диалог. Можев да се среќавам со руски дипломати, да имам диалог со државни представници, но сега едноставно да се анализира руската држава не е можно. Морав да заминам за да работам. Со војната се промени тоа. И до этого момента я оставался в Москве и мог позволить себе встречаться с российскими дипломатами, со мной разговаривать с представителями российского государства. Это был нормальный цивилизованный диалог где-то до февраля 2022 года, но после этого война, конечно, все изменила, и сейчас просто анализировать российскую внешнюю политику из России уже невозможно. 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 Имате закани да ви се јавува некој вашето семејство, веројатно дел е во Русија,
да, ваша фамилија, дали има проблеми по тој основ? Нет никаких проблем. Не, немам никаков проблем. Нивото на репресивноста, на руската агресивност, секако многу се зголеми, особено по војната. Но како и порано, моите роднини не се под закана. Последици за моето семејство и моите блиски роднини не сум имал поради моето заминување и работа од Европа, поради моите професионални активности. В Европе. А може би само по себе е проблем што сте дел од фондацијата Карнеги. Это уже более вероятно. Може обратно некој да рече злонамерен, зломен, дека намерно ве толерираат, ако ве толерираат, затоа што им треба човек кој што ќе глуми западњак, ама ќе биде дел од западниот естаблишмент за да собере информација. Ну, это такие вещи, которые я не могу судить, да. Конечно, Карнеги, да, Карнеги эндаумент, на который я работаю. Не можам јас да судам за тоа, но Карнеги во кој работам 8 години сега едноставно не е во добри односи со руските власти, прогласена за странски агент и тоа е глупо решение. Карнеги ендаумент секогаш беше добра организација и немаше проблеми со државата, но сега е прогласена за странски агент. Секогаш кажуваше дека е американска организација и немаше претензии да биде руска организација. Дел од моите колеги се под санкции и американски и домашни, што е апсурдно, затоа што ако во Вашингтон има луѓе кои ја разбираат, ја знаат и сакаат да ја разберат и знаат Русија и не се злонамерно насочени, тие луѓе сега не ги пуштаат во Русија. Ситуацијата се влошува. Како ќе биде во иднина не можам да ви кажам, но за сега така стојат работите. Как будет дальше, я не могу сказать точно, да, мне сложно представить. Но пока вот она такая, как я описал, да. Вие сте работили како новинар во државни институции, во администрација, немате работено? Нет. В государстве не работал. Нет, я никогда не работал. Ну, так получилось, это не то, что... Потому что я закончил институт еще в нулевые, и тогда работа на российское государство не... Не, никогаш не сум работел, но така се погоди. Јас го завршив Московскиот институт за меѓународни односи, а во моментот кога завршив не беше атрактивна работата во државни служби. Кога завршив, државата се уште не бараше морални компромиси и беше отворена за различни мислења и кадри, но се случи да ме интересира новинарството, па отидов во независните руски медиуми, а потоа и во Карнеги фондацијата. Спокойным, открытым к разным мнениям. Но так получилось, что я ушел работать. Мне сразу всегда была интересна журналистика, и я работал всегда в независимых СМИ. И потом я уже перешел, после российских независимых СМИ я перешел в Карнеги. Да, на государство никогда не работал. Нет. Да, и Лавров го имаше завршено тој институт. Сте работеле во телевизија Дожд, таа веќе е затворена, забранета. Како што е затворено, забрането и радио Ехо. Да. Московско Ехо. Да. В России они не работают, но обе эти СМИ существуют. Во Русија не работат, но во Европа во некои држави работат и известуваат. А ако живеете во Русија, можете слободно да ги следите преку интернет. YouTube таму не е блокиран и може да се гледаат Дожд и Ехо преку интернет. Просто открываете YouTube и смотрите все то же самое по интернету. Каква е состојбата во волното? Дезинформација, пропаганда од аспект на руските власти. Рековте еден интересен момент дека на почетокот на војната или специјалната операција, руските медиуми, руските јавност многу малку пишувале и знаеле за војната. Додека украинската страна многу повеќе имала информации за војната. Сега се сменети улогите. Украинската многу помалку објавува, руската многу по... Дали е променета тактиката, состојбата на теренот, или пак станува збор за нешто што значи пристап во пропаганда, во военна пропаганда пред се? Сложно сказать. В принципе, как раз по теме войны доверять российским СМИ я бы не стал. Даже потому что в лучшем случае, что может сделать нынешняя российская СМИ... Сложено, односно комплексно е. Тешко е да се каже во принцип околу темата на војната. Не можам да им верувам на руските медиуми. За таа тема имаат многу репресивни закони и мерки, дури и затвор за новинарите, доколку нешто напишат што не е во согласност со политиката на Министерството за одбрана. Дури и Дожд медиумите што ви ги посочив, внимаваат како известуваат. Тие се објективни, но за војната воопшто
воопшто не пишуваат. Независно дали е малку или многу, не можам да зборувам за известувањето. На тему войны они не пишут ничего. Поэтому я бы, в принципе, независимо от того, там много они говорят или мало про войну российская сторона, всерьез воспринимать, что изнутри России, которое идет освещение тем напрямую связанных с войной, я бы не стал. Рековте дека Русија позитивни вести, позитивна представа за себе кон надвор не користи. Позитивните вести повеќе и позитивниот пристап се насочени кон внатре, кон руската јавност, руската публика. Кон надвор повеќе негативна критика на надворешниот свет, на западначкиот свет, на тие системи кои што се многу полоши од тоа што го живее и го практикува Русија. Дали тоа и денеска се случува, или на крајот на криштата, како што рековте, целта е да се создаде една конфузија, релативизирање, во кое што граѓаните ќе донесат конечен заклучок дека има лоши работи во Русија, меѓутоа надворешниот свет е многу полош и треба да си го браниме тоа што вие во Русија. Да, на самом деле, я бы сказал даже точнее, так и есть, несомненно, что в России никто не говорит, вот даже российская пропаганда, даже на внутреннюю аудиторию, она не говорит, что в России все замечательно. Да? Она не говорит, что в России отличная система, которая... Така е, во суштина дури и руската пропаганда за внатрешниот аудиториум не пишува дека во Русија се е добро и одлично, дека системот нема мани, дека се е прекрасно, затоа што и руските пропагандисти разбираат дека има многу проблеми, но поентата и наративот е дека на Западот не е подобро, но дека Западот многу поумешно ги крие своите проблеми и таквиот наратив може да биде многу убедувачки, бидејќи секогаш може да се најде проблем на Запад и да се рече: ете гледате, и ние, но и тие имаат проблеми, да се покаже дека проблемите се на исто ниво и на Запад и кај нас, така што дури и руските пропагандисти признаваат дека многу работи не се во ред. Проблемы, поэтому все это так замыливается, и как бы российские проблемы, западные проблемы оказываются на одном уровне, и все спрашивают, чего там дергаться, метаться, когда вот можно, уж оставим все как есть, да, грубо говоря. Так. Кои се главните чинители на пропаганда, на руската пропаганда? Чинители это... Актери. Их много. Но главное, в принципе, Россия еще унаследовала от Советского Союза довольно развитую систему международных информационных агентств. Многу се. Главно е дека принципите се наследени од СССР, од Советскиот сојуз. Она што е наследено е доволно развиен информационен систем на меѓународни информативни агенции, дописништва кои што може да се преориентира на нови задачи. И тоа беше успешно направено во сите земји во светот. Имаше дописници на РИА, ТАСС, Russia Today. Руските наративи беа дека Западот нема иднина, дека скапува, дека гние. Тоа се стандарди од советско време. И сегашната машина ги користи Спутник, Russia Today, програми на странски јазик кои имаат добар буџет. Тие не се насочени позитивно, туку да критикуваат. Полесно е да се критикува, отколку да понудиш нешто собствено. В принципе, их бюджеты не то чтобы гигантские, но благодаря тому, что они концентрируются не на позитивной повестке, а на критике, в общем, все это работает довольно успешно, потому что критиковать всегда проще, чем предлагать что-то свое. Има ли позитивни примери? Има ли на медиуми да бидат колку толку објективни и може од них да се добијат релевантни информации кои што не се чиста пропаганда во Русија? В российской? Да, есть. По-прежнему в России остались СМИ, которые стараются делать качественную работу. У меня осталось немало друзей в России, которые по-прежнему стараются производить. Да, во Русија се уште има медиуми кои се трудат да имаат квалитетна работа. Јас имам другари во Русија кои имаат квалитетен професионален производ, но се потешко и ограничувачки е, и темите за војната се многу опасни за пишување. Има медиуми кои работат и соодветно пишуваат за политичката ситуација. Може да се најде нешто, но нивото на објективност постојано се влошува. Довольно адекватно описывают экономическую ситуацию в стране, внутриполитическую ситуацию. Это еще по-прежнему можно найти, но хотя все это уровень репрессивности постоянно повышается. Што со Телеграм, например? Каков е Телеграм? За Телеграм ние цело време зборуваме дека е руски, меѓутоа Телеграм е регистриран каде во Британија. Да. Телеграм это просто, да.
Телеграм — это просто социальная сеть, да, и там каналы. Телеграм е социјална мрежа, има многу канали на кои може да им се верува, но има и пропагандисти, насочени кон секој слушател и читател. Но ако човек има доволно одбрана, ако има здрав разум, ќе ја разликува пропагандата. Лесно може да се потпадне под пропаганда. Јас сум претплатник на многу канали, но знам кои се и овие канали според мене заслужуваат доверба. Сепак треба да се биде внимателен и добро информиран со кого си имате работа. Каналы и использую в том числе Telegram для получения информации. Да? Просто нужно выбрать те каналы, которые заслуживают доверия. Има и ВКонтакте. ВКонтакте гораздо сложнее. ВКонтакте е социјална мрежа, полошо и многу понеслободно од другите. Таму е поинаку, контролата на руската држава е многу поголема. Гораздо менее свободная среда. Кажете ми конкретни примери на таа руска пропаганда. Низ призмата на Балкана. Да. Ну, пожалуйста, мы можем взять македонские примеры, да, когда... Да, или сербски. Ну, главное... Има македонски примери или српски. Главната порака кон Македонија од Русија е дека НАТО и Запад представуваат закана за територијалниот интегритет и целовитост на Македонија. Всушност дека некои земји од регионот и целиот Запад не сакаат да ја сочуваат и Македонија и дека ќе ја раздадат на бугарите и албанците. Тоа се зборуваше и се зборува на ниво на руското министерство, на руската амбасада, за да се спречи влегувањето и патот на Македонија во НАТО и Европската Унија. Тоа не одговараше на реалноста. Секако многу нереално. Теории на заговор. Пример очень прям вот заслуживает внимания, и потому что уровень несоответствия реальности был просто вопиющий. Како стојат сега работите на терен со војната? Кои се вашите информации? Имаме информации што можеме да ги добиеме читајќи различни анализи, дека се чувствува замор, дека се нуди некој корејско сценарио, се нуди јапонско сценарио, да нема мировен договор, да трае тоа. Корейски. Корейски и јапонски. Јапонски, како Русија и Јапон. Генерално поголем дел од аналитичарите велат дека војната нема да заврши туку, дека ќе трае можеби и цела деценија. Кои се вашите согледувања, вашите информации како аналитичари? Сейчас, конечно, информацию стало находить гораздо сложнее, и многие источники потерялись. Но в целом, мне кажется, я получаю достаточно информации для того, чтобы объективно оценивать ситуацию. Да се добие информација е тешко, но јас имам доволно извори. Објективната ситуација, како што ја ценам во догледно време, не гледам перспектива за завршување на војната. Гледам дека двете страни сакаат да војуваат. Со години собираат и имаат ресурси за да продолжи војната. Ниедна не е подготвена за војната да се прекине. Може да биде потивок и помал интензитетот, но нема знаци дека ќе се прекине и ќе има договор. Сторон не готова даже к какому-то такому... К прекращению огня ни одна из сторон сейчас не готова. И никто не будет это обсуждать всерьез, к сожалению. Чик има нови офанзиви, нови контраофанзиви, ќе трае. Да. Скорее всего, возможно, менее интенсивно. Можно е намалување на воените активности, но договор тешко. Внятных договоренностей, мне кажется, неизбежно. Ето, тоа беше Максим Самруков, првиот дел. Вториот дел, за кратко ќе го слушаме, а во меѓувреме нови слушатели. Темите не мора да бидат Русија и Украина. Можете еве и лидерската средба што треба да се одржи во понеделник. Мислам дека се договорени за изборите, Мицкоски и Ковачевски. Мај, веројатно. Сега, дали 8, тоа се зависи кога треба да биде според роковите најрано, најдосна вториот круг од претседателските избори, кој што нели ќе биде заедно со претседателските. Со парламентарните, се извинувам. Еве неколку коментари. За бргу ќе дојде време бујари останатите од Северна Македонија, Лавров да го гледаат зад грбот. Вулгарности не читам што сте ги напишале тука. Ве предупредивме дека Македонија е каменот кој ќе ви ги искрши забите и кој ќе мора да го плукнете. Со киднапирањето на Македонија си предизвикавте последна шарена револуција, последно проширување на НАТО, последен самит на ОПСЕ. Сад се бешат во налет да се сторите.
така е профилот на Фейсбук што не пишува. Сад се мешаат во внатрешните работи на Македонија со туркањето на договорот за името, со цел да го забрзаат незиното членство во НАТО. Обвинува шефот на руската дипломатија Сергеј Лавров во интервју за грчки вестник. Да, и во изјавите тука Лавров секаде Македонија зборуваше. Северна не каже никаде. Мислите дека тоа е случајно? Па зошто они тогаш да не викаат само Република Македонија? Русија, зошто не го направат тоа? Исклучил да направат. Не сака, не само вака јавно, туку официјално да донесат руската држава одлука дека Македонија според нивната држава тие ја признаваат само како Република Македонија, а не како Република Северна Македонија. Јас во такво нешто не верувам и ќе трае се века Лавров не се сретне со некој грчки политичар, функционер и така натаму. Добар ден, ве слушам, повелете. Ало? Ало, ве слушам, повелете. Дајте ја другата линија. Чи помеѓу интервјуата пуштаме слушатели. Ова е голем проблем исто. Израел и Хамас заврши примирието. Загинале денеска околу 200 луѓе откако се обновени воените дејствија. Повеќе од 175 лица се убиени во Газа во ново израелско бомбардирање. Израел ја нападна Газа втор ден по прекинат на примирието. Продолжува офанзивата на Израел. Ало, ве слушам. Добар ден. Добар ден. Господине Столе, прашувате зошто бугарите да не влезат во Устав. Едноставно треба да има реципроцитет. Значи, таму има 100, 200, 300 илјади македонци, тие не ги признаваат, не признаваат тука. Како може да влезат во нашиот? Значи, треба да има реципроцитет, а не... И јас сум за реципроцитет, ама зошто србите не бараат реципроцитет? Како мислите? А така убаво. Бугарија не признава ни срби. Се секавате на изјавата на Дачик. Ако нема срби во Бугарија, нема и бугари во Србија. Видите, вие Ама не е така, бугарите во Србија ги имаат сите права. Имаат и школи, имаат и црква. Соседи кои има територијални претензии спрема Македонија. Значи и Бугарија, и Албанија, и Грција. Видете сега, вие Еди Рама ги распродава македонците како бугари само за да влезе во Европска унија. Значи и таму нема реципроцитет. Еди Рама не им испраќа дури ни дрва на луѓето таму да може нашите луѓе да може да се греат. Значи тоа е намерно за да се прави селување на македонците од тие делови и се кршат флагрантно правата на македонците. Нашава дипломатија не прави ништо. Нормално затоа што Бујар Османи е министер за надворешни работи на голема Албанија. Ние не го искористивме нашето лидерство сега во ОССЕ, оваа година дена, за да ги промовираме нашите проблеми во Бугарија, во Албанија, во Грција. Што е бугарскиот устав да нема измени? Тоа е Библија, па не може да се промени. Нека влезат и македонци. Значи ние да ги натераме бугарите и они да направат таков устав како нашиот. Да не биде граѓански, туку да ги пише сите етнички заедници што живеат во Бугарија. И турци, и роми. А значи ако бараат тие за 300 души, да бидат... Не се 300 души, како така зборуваат? Ама зошто велите 300 души? А колку се? Па 3500 на последниот попис. Ама колку излегува да речиме да гласаат за изборите во Бугарија? Ама пописот е битен, не колку излегуваат. Тоа е личен став, дали ќе гласам или нема да гласам. Чекајте, нека се и 3000. Колку стотини илјади има македонци во Бугарија? Па срамота е ова да го поставувате така како прашање. Значи, ама ви кажав, и јас сакам реципроцитет. Ама прашав, српската држава дали е посилна, појака од нас?
Ма што не интересира нас за Србија? Па треба да си ги мериме можностите, моќна да си ја мериме. Па и бугарите не барат бугари во Грција, си ќутат, си молчат. Ќутат затоа што не смеат. Аха, не смеат. Добро. Е, сега да ви кажам, имате таму да речеме... Зборувам за политика, не зборувам за инает и за желби. Не е за инает и за желби. И јас сакам Македонија да бидеме само, ама што направиме? Ама во овај регион треба, значи, само Македонија нешто да исполнува и секоја... Ама ајде, дајте да војуваме, да правиме нешто. Како да се спротивставиме? Ние треба да нашата дипломатија да работи во Европа. Нашата дипломатија не работи во Европа, кука за Украина, кука за, не знам, таму за... Кај беше за Нагорно Карабах. Ама еве сега, Бујар Османи не чини, така? Па пред тоа колку наши министри поминавме? Што направија тие? Едно да ви кажам, ако ВМРО, ако ќе дојди на власт и признае бугарите, ВМРО е мртво повеќе како партија во Македонија. Бугарите не смеат да влезат во нашиот устав. Тие преку тоа сакаат тотално да ја поништат македонската нација како нација. Сега јас да се тргнеме од таа тема, јас очекував дека ќе направите тема околу ова ефтината струја. Значи, од кога е? Од вчера, од кога е? Регулаторна комисија не си ја заврши работата. Видете сега ако... Ај објаснете, од 13 до 15 часот секој ден, така? Ма видете, Столе, ако кај мене дојде на први, а кај вас на 31, вие 30 дена после мене ќе добијате ефтина струја. Не ве разбирам. Тоа требаше во претходниве месеци да се инсталира програмата со одложен старт 1 декември 13:00 кај сите граѓани. Вака се ставаат во неравноправна положба граѓаните. Да ви кажам една друга работа. Евана имаше едни други броила, значи унгарски броила, кај кои до денеска имаат ефтина струја од 14 до 16 часот. Значи ние сме граѓаните ставени во неравноправна положба. Евана имаше должност тие броила веднаш да ги демонтира, а не да чека 10 години па да ги демонтира последователно. Тоа е целата работа. А што се однесува до Евана прави, да речеме, и некои други работи, не ги доставува сметките редовно до граѓаните. Или не ги доставува воопшто, или со задоцнување, а ни рачуна некаква законска затезна камата. Нема право на тоа. Фаворизира странски јазици, како бугарски и албански. Ако имате... Кој фаворизира? Муслиманско презиме, ако имате автоматски ви испреќа сметка на албански јазик. Без разлика дали сте турци, роми... А како бугарски, не ве разбирам. Што има врска Евано со бугарски? Бугарски јазик има во терминалите, значи се јавува во програмите на вработените, на учитувачите се јавува порака на бугарски јазик. Прв пат слушам, бугарски јазик? Да. Евана? Австриците? Пораките во терминалите излегуваат на бугарски јазик со бугарско писмо. Значи Евана Ајде, баш ке прашаме, зашто би го правиле тоа? Евана нема никаква врска со Бугарија. Во Бугарија, тамошното електростопанство е купено од ЧЕС, мислам, така се вика, чешка компанија. Са дали Евана држи, таму повеќе делови се, мислам, дека главно ЧЕС е таму. Има и, знам, од прилика дека е нивниот програмер е бугарин, меѓутоа тоа нас не интересира во нашите терминали, значи... А може, значи, провокација или... Добро, благодарам. Имаме ли уште еден слушател? Ало? Па зашто и сметки? Сметките може некој да бара исклучиво на албански јазик само со посебно барање, а не вие ако сте турчин или... На албански разбирам, ама на бугарски не разбирам. Па не треба ни тоа да го разбирате, тоа е целата работа. Добро, благодарам за јувањето. Ало? Добар ден, другата линија. Се исклучи. Дајте сега вториот дел од интервјуто со Саморуков, конкретно зборува за војната како ќе заврши. Да ви прочитам некако работи.
Или нема ништо интересно ново? Ајде да видам само. Тоа го видовме, Скопје меѓу најзагадените градови во светот. Израел би прочитав. Нема ништо интересно. Да го слушаме вториот дел од интервјуто со Максим Саморуков, Карнеги, Фондација Европа. Каква е состојбата во руското општество? Дали и таму може понекад да се создаде отпор кон војната, па да има и одредени протести, како на пример за време на афганистанската криза. Тогаш протестите испровоцира повлекување на руските сили од Афганистан. Я думаю, сейчас в ближайшие годы таких перспектив нету. В целом российское общество, оно не особенно затронуто этой войной. Большинство людей на них эта война никак не влияет. Они видят ее только по телевизору и даже по телевизору не смотрят. Не е можно тоа како во Афганистан да правиме паралела. Целото руско општество не е засегнато со војната. Гледаат на телевизија, ама и не гледаат. За нив тоа е далечна и туѓа војна. А тие што се вклучени и засегнати од војната добиваат и големи пари од државата. Големи пари ако живеете во провинција, може дури и стан да си купите. Има и природни реакции, но не навлегуваат длабоко во причините и состојбите на конфликтот. Тие знаат дека се војува, си ја сакаат и поддржуваат својата држава и не очекувам големи настани. Не углубляются в причины этого конфликта. Они знают, что их страна воюет, и они естественным образом поддерживают свою страну, да, как любое общество поддерживает свою страну. Поэтому я не ожидал бы никаких серьезных антивоенных выступлений в российском обществе в обозримой перспективе. Нет. Кажете ми нешто за пранкерите. Дали Запад има такви? Има како не. Успешни како руските пранкери? Я не знаю просто случаев. Я не сталкивался никогда. Я знаю, что... Јас не знам, само слушам за руски пранкери. Может быть, я просто не знаю. Я не берусь судить о том, что не знаю. Само инициативни приватно го прават тоа или државата и не ги има поклопено за пранкерите? И то и друго. Мешавина и едно и друго. Почнале приватно и веројатно после се вмешува државата со подршка. Ги насочува за државни потреби. Направлено в нужное государство русло. Темата на тука е глобалниот контекст и општите аспекти поврзани со руските и кинеските активности на пропаганда и дезинформација. Може ли да се дојде тука и на западните дезинформации? Или они не шират дезинформација, они имаат мека мок. Мене секогаш ми било чудно како русите не успеваат да промовираат таа мека моќ. Имаат културна традиција неверојатно богата. Имаат писатели, имаат театар, а не знаат во Америка Чехов се изучува, Станиславски, Гогој, тие се врв во театарската, Ейзенштајн во режијата. Не успеваат тоа да го продадат како мека моќ, како Русија не привлекува. Зошто не го прави тоа? Затоа што можеби тоа е причината зошто со Украина се случува оваа војна наместо... Да, вы все абсолютно правы, да, Россия не использует тот потенциал мягкой силы, который у нее есть. Потому что российское государство, оно вообще не очень эффективно, да, оно много чего не использует нормально, да. Ну вот так получилось, что российская... Да, вие сте апсолутно во право, Русија не ја користи, не ја исползува таа мека моќ. Потенцијалот на меката сила руската држава не го користи, е поназад, позаостанат од руското општество кое отиде понапред. Не е изработен систем на нормална обнова. Раководството се уште се менува по природен пат, со природна смрт, не со ограничување на мандат или со избори. Не ефикасно ги користи сопствените достигнувања. Не само во меката сила, туку и приходите од нафтата, ресурсите, изворите, богатствата, интелектуалните постигнувања и науката. Имаме големи успеси, но и куп пропаднати работи и пропаѓа наместо да се успее и да се промовира постоечкиот потенцијал и достигнувањата. Но тоа не е ништо ново. Тоа представува проблем кој постои одамна во Русија. Државата да не е ефикасна во користењето на достигнувањата и потенцијалите на општеството. У нас есть отдельные успехи и куча провалов от абсолютно неэффективного использования. Да? Вот так вот устроена эта страна, к сожалению. Она пока не может наладить эффективное использование своего потенциала. И в этом нет как бы ничего нового. В принципе, эта проблема существовала. Как долго существует Россия, так существовала эта проблема. 2014-та. Имаше едно прашање вчера, да биде малку подиректни од другата страна. Дали тогаш реагиравте или тоа е руска пропаганда? Дека Донбас бил бомбардиран,
дека загинале 14.000 луѓе, голем дел од нив деца. Смотря, тут надо внимательно смотреть на каждый конкретный факт, да. Понятно, что вообще сепаратистского восстания на Донбассе не было бы без российского участия. Хотя оно тоже базировалось на каких-то местном недовольстве, вполне реальном, не связанном с Россией, да. Тут присутствуют сразу все факторы, да, и было... Овде треба внимателно да се гледа на секој конкретен факт. Восстанието во Донбас беше со руско учество. Имаше незадоволство, се базираше на незадоволството на локалното руско или проруско население. Имаше неадекватен одговор од Украина. Неадекватно сакаше да го реши тоа. Можеше со минските договори, но ги заборавија и никогаш не сакаше да ги спроведе, но сето тоа не ја оправдува руската офанзива, инвазија во 2022 година. Како може да се оправда бомбардирањето на украинските градови што се случува и сега? Никако. Дали е можен нов мински договор? Мислам дека не. Можен е прекин на војната, но без договор. Минските договори со сите мани беа пат кон конечно решение, но сега тоа не е можно. После неколку години можен е прекин на огнот, на војната. Ке се умрат државите и општествата, но да се заклучи некој сеопфатен мир кој ќе отвори пат за конечно решавање на конфликтот, тоа е прашање за поколенијата. Путь куда-то к окончательному решению. Он указывал, как это будет решено. Никакого окончательного решения и полного урегулирования сейчас я не вижу для этого возможности никакой. Да? Возможно, через несколько лет прекращение огня, просто потому что все устали и у всех кончились ресурсы. Заключение какого-то всеобъемлющего соглашения, которое бы открывало путь урегулированию этого конфликта, это вопрос поколения, я боюсь. Можно и Крим да се врати, или ќе биде и тоа замрзнато, ќе биде некој договор, ако го има во 80-тите години. Я боюсь, что это может... Се плашам дека тоа може да биде како тоа што се случува во Јужен Кавказ, во Нагорно Карабах. Имаше прва војна во 90-тите, па прекина, па состојба на мир, па по десетилетија страните ги обновија силите и имаше нова војна меѓу Азербејџан и Арменија. Се плашам дека кон тоа води и конфликтот меѓу Русија и Украина. За неколку години ќе бидат исцрпени сегашните ресурси, ќе помине некој период, ќе нема решение по десетлетија и пак ќе биде нова војна, токму за овие територии, Донбас, Крим. За те же самые территории. Што е, ќе биде војно потенцијално подрачје во наредните 10 на 15 години? Да. Да. Има ли руси во Украина или заменик министерка или министерка беше украинка кажа нема руси, туку има украинци кои што зборуваат руски. Ме разбирате? Да. Објасни ми го тоа. Да, поем. Я всё понял. Комплицирано е тоа со... Знаете ли украински? Моисеевичу ги сказал, я не знаю. Да, я видел это высказывание, я видел, знаю, да, конечно. Ну, как, мы знаем, понимаете, разница в идентичности между украинцами и русскими, особенно в Восточной Украине, очень подвижная. Моя мать украинка. Разликата во идентитетот меѓу русите и украинците, особено во Источна Украина, е многу динамична, променлива и мала. Мајка ми е од Западна Украина, дојдена е во Русија, живее во Москва. Тука е мажена и се смета за русинка. Имам тетка, родена е во Русија, а мажена во Украина и се смета за украинка. Разликата доаѓа од таму што мислам дека тука нема објективен критериум според кој може да се каже таму се украинци, таму се руси. Тој тоа што се чувствува, тоа е. Можеш да бидеш украинец, на кој што му е рускиот роден јазик се чувствува украинец. Милиони такви има, но да кажеш дека некој е русин и украинец според јазикот, така лесно е погрешно. Неправилно е така да се бара црно-бело. Тоа создава напнатост и конфликти за наредните години ако бараме луѓето, кои се и што се. Только создает отрицать их существование. Во-первых, неправильно. Во-вторых, это создает источники напряжения и будущих внутренних конфликтов на многие годы вперед. Неповратно е завршена таа подоба или има шанси после 20 на 30 години? А војната што ја направи и омраза меѓу украинците и меѓу украинците? Не знаю, я боюсь, это вопрос... Ова е голема војна, многу поголема од југословенската. Многу луѓе страдаат, особено во Украина, каде што речиси секое семејство настрада. Најголема војна после Втората светска војна и таа бргу не се заборава. Тоа е прашање на поколенија, прашање на иднината. Не може да се надмине така лесно омразата. Это вопрос поколений. Да, это поколение. Има многу жртви, меѓутоа има и тука многу пропаганда. Кои се проценките на Карнеги? Има големи загуби на едната и на другата страна.
Тие общества можат ли да го издржат? Могут ли они выдержать это, да? Или как? Кажи. Можат ли овие общества, каде што и без тоа наталитетот им е паднат, имат бела смрт, да го издржат ова событие? Это хороший вопрос, да, я понял, да. Я не знаю, да. Ну, мы тоже видим, что происходит, например, каким ударом было... Тоа е добро прашање. Не знам колку се бројките, но еве каков голем беше демографскиот удар во Југославија. Имаше директни жртви, загуби, имаше голем број бегалци, огромна емиграција. Сега, на пример, во Берлин, рускиот стана втори јазик по германскиот, па и украинскиот е присутен. Големи се загубите. Жални се демографските перспективи и на русите, и на украинците. Демографические. Оказывается, очень печальный после этой войны. Это мощнейший удар по их потенциалу вообще в будущем, да. Побегнати се само украинци, сигурно 7-8 милиони се иселени, може би 10. Или русите бега? У русских тоже уехало очень много, и особенно это сконцентрировано в высококвалифицированных слоях общества, образованных. Мобилизация такого беше. Да. Оценки, сколько уехало русских, разные. 500 000, 600 000, но для многих областей... Многу руски граѓани избегале високо едуцирана структура, квалификувани кадри. Проценките се и над 600.000 во многу области. Економски големи загуби се тоа. А таман Русија почна да заздравува во интелектуалниот потенцијал и од големиот емиграцијски бран во 90-тите години. Сега пак голем удар. Младите заминуваат, остануваат стари. Земјата старее, малку деца се раѓаат. Иако помалку избега од Украина, сепак тоа е голем удар за Русија. Тоа се големи, критични загуби. Они гораздо меньше украинских, несомненно, иммиграции в России. Но все равно мы говорим там о 600-700 тысячах человек, это огромные потери. Кои се вашите информации за случувањето во украинското општество? Таму сега да се случуваат поделби меѓу политиката, меѓу војската, војниот естаблишмент, ке има, нема да има избори. Што ќе се случува на политички план и дали тоа може да влие на што побрзо завршување на војна? Ну, я как русски... Не сакам да коментирам, како руски државјанин се трудам да не ги коментирам внатре украинските прашања. Се плашам дека во ваква ситуација руските државјани се последните што се должни да ги коментираат нивните внатрешни украински работи. Треба да се обратите на украински експерти. Обратитесь к украинским экспертам, они вам расскажут, что с этим происходит. Да, вот у нас есть такая. Да завршиме со слободата на говор, на изразување. Ограничување има големи во Русија. Меѓутоа, поставам и од другата страна едно прашање. Што мислите за Едвард Сноуден? Како? За Сноуден. За Сноуден? Доби тамо прибежиште во Русија. Значи, дали Сноуден треба да се третира, кога зборуваме за Западот, како притисок на слободата на изразување, како што зборувавме на почетокот за Русија? Я думаю, что это не его был выбор оказаться в России. Так За Сноуден не беше негов избор да дојде во Русија, така се погоди. Тој немаше избор да остане или да замине. Сноуден е реален западен проблем, искористен во руската пропаганда, а Русија му нудили алтернатива на Сноуден да ги направи работите подобри. Ако се обиде да ја критикува Русија, ќе видиме што него го очекува и чека во Русија. Но сосем друга работа е дали Русија му понудила нему некаква алтернатива. Тоа не го гледам. Ако сака да го направи тоа што го правеше во Америка и во Британија на Запад, да видиме дали ќе може да го направи и во Русија. С российскими государственными секретами, ну посмотрим, что ждет его в России. Очигледно е самоубиствен наглед и на едните и на другите. Како може против себе толку да работат Путин и украинците наместо да се договорат, тие упорно војуваат. А дури има луѓе кои што се мислат дали Путин работи за русите или е во договор со Запад да ја уништи Русија. Нет, ну это ерунда, это... Нет, но это у него такое видение. Тоа е глупост дека работи за Запад. Таква визија нема тој. Путин смета дека е во право. Да, последното е прво, само власта како да се одржи. Најважно му е како да остане на власт. Интересе пред се, задржувањето на останувањето на власт. Да. Последнее е самое важное, да. Стадион. Емисија за вашата вистина.
Новата година е на прагата, со неа и безброј нови можности. Не губете време. Аплицирайте за кредит од 5.000 до 150.000 динари на 15505 или во една од нашите филијали. Подаруваме 6 мобилни телефони, 6 таблети и 3 лаптопи. Флекс кредит. Пари за секого. Стадион. Емисија за вашата вистина. Може би се точите, меѓутоа не се воопшто оптимистички дека многу скоро може да се постигне мир таму. Тој вели дека ќе се војува долго, може би ќе има некое примирие, ама војната ќе се обнови после 10 години пак за истите територии, откако повторно ќе се наоружуваат, ќе се опремат и Русија и Украина. Ако имаме слушател да го пуштиме, ако не да продолжиме со Кина. Значи Русија обработивме, Кина интересна, се посилна. Дали имаме слушател? Добар ден, повелете. Ако го имаме слушател, да го вклучиме, се случи. Значи, ќе мораме само да ви прочитам уште една интересна вест. Ова е многу интересна тема, во некоја од наредните емисии ќе обработуваме. Нов Зеланд ги забранува мобилните телефони во сите училишта, бидејќи опаѓа писменоста на учениците. И јас би го направил тоа во Македонија, да знаете. Имаме и неколку пораки, коментари, да ги прочитам. Еве ги. Ајде. Вака. Што е НАТО? Скот Ритер, НАТО не е ништо. Па не би рекол дека е така. Ама ајде, да ви ја прочитам пораката. Кинеската народно-ослободителна армија објави видео во кој ја прикажува нивната воена моќ и борбена готовност. Еве, ќе имате можност за Кина да слушнете веднаш после мене сега. Столе очигледно соговорникот тие од школото на Срѓа Поповиќ. Мани ги русите и кинезите, пушти ги слушателите да ја критикуваме власта. Ова не ви го завршив пораката за НАТО. Скот Ритер, НАТО не е ништо. Тоа е фантазија, тоа е скапа фантазија. Но на крајот НАТО не успеа во Украина. ЕУ продолжува послушно да игра својата улога, трпејќи ги најголемите последици од коцкањето на САД во Украина, а истовремено одбивајќи го нашето економско партнерство. Зошто го прави тоа, не знаеме. И уште нешто. Каков шамар на јавна сцена, шахмат, со несогледливи последици по заблудите на глобалистичкиот и неолиберален, така наречен Запад, срам за калето на јавна сцена седе Македонија, изгубија голема битка во Скопје за срцето на македонскиот народ, од која тешко ќе се повратат со години. Екзекутор, погодете кој? Коментар на Јупчо Ристовски од Интегра. Ми чуди он да навива за Лавров. Добро, мисли на Лавров, затоа што тој е свештеник протестант, тие се од Запад. Толку за пораките за слушателите. Одиме со Кина. Еве го и вториот наслов. Активности, пропаганда, наративите и влијанието на кинеската мека моќ. Имаме една публикација пред мене. Разбирање на алатките, наративите и влијанието на кинеската мека моќ во Северна Македонија. Се што ве интересира за Кина, ќе го знаете во наредното интервју со авторката на оваа публикација, Ана Крстиновска од невладината организација Естима. Со ова го завршуваме денешното издание на емисијата Стадион. Значи, после интервјуто завршуваме. Уште сега ви кажувам, пријатно и до слушање до наредната сабота. Слушајте внимателно што се интересно ќе ви каже Ана Крстиновска. Стадион. Емисија за вашата вистина. Ана Крстиновска, гостинка во Стадион. Денеска емисијата посветена на руското влијание, руските обиди да се позиционираат на Балканот и светот и се разбира Кина.
За русите е зборува Максим Самолуков, а за кинеското влијание, кинескиот пристап, кинеската пропаганда и опит да се представи во што по-позитивно светло кинеската држава и кинеската нација, зборуваме со Ана Крстиновска. Ана, од кај овај љубов, овој фокус, овој интерес за кина? Дали уште како средношколка прагматично процени дека можеби е најкорисно да се посветите на кино, на кинескиот јазик, затоа што таа растечка економија, растечка држава, растечка нација ќе биде многу перспективна и атрактивна во блиска иднина. Прво благодарам за поканата. Веројатно не се работи за толку рационална одлука и за некој прагматичен пристап кон занимавањето со кина во иднина. Моето прво искуство со изучување на кина беше всушност преку јазикот. Јас сум јазичар и на додипломски студии како филолог завршив кинески јазик и книжевност и поминав 2 години да го усовршувам јазикот во кина и понатаму некако постепено почнав да се интересирам за меѓународни односи, така што магистерската и понатаму докторската дисертација ги пишував на теми поврзани со Кина, односите меѓу Кина и ЕУ и односите меѓу Кина и Западен Балкан. Бевте 2 години во Кина? Да. И мислам дека повеќе се работи за фасцинација со јазикот, со културата, со самата кинеска цивилизација. Значи, предрасуди, затоа што обично многу малку знаеме за Кина, кој ќе влезе човек таму. Моето искуство, да кажувам, се е некако кој не. Апсолутно имав културен цивилизацијски шок кога стигнав таму. Не знав што да очекувам. Многу се по-европејски, по-амерички, ние мислевме дека живеат во некој технолошки, како се. Да, сигурно имаше некои стереотипи затоа што главниот фокус во текот на студиите беше на таа традиционална кинеска култура, а делот за современа Кина некако го занемарувавме, така што сигурно имав некои очекувања кои што на крај се покажа дека се нереални и она што го открив таму сигурно дека беше поинаку од тоа што си го замислува и во многу позитивна смисла, бидејќи Кина е навистина импресивна во поглед на цивилизација, во поглед на начин на функционирање, во поглед на економски достигнувања, технолошки достигнувања и така натаму. Јас слушнав една интересна тогаш реченица, луѓето што беа со мене, кога излегувавме, кои гледавме тие млади луѓе како се однесуваат, како живеат, како изгледаат. Еден колега рече, вие не ги враќа никој во тој стар комунизам или социализам. Тоа паралелно функционирање врши работа. Како тоа им успева, не знам, веројатно ти подобро ќе објасниш. И уште една интересна работа беше кажано како некој заклучок, може би тоа е лаички, дека тој што ќе го научи кинескиот јазик, тој знаковен говор, како се вика, се обидовме ние нешто да правиме, изгледа многу комплицирано, тој многу подобро го размислува мозокот, како да игра шах, како да решава секој ден некои крстословки, крстосборки, и дека тоа многу помага на сите тие кои што го совладале кинескиот јазик, кинеското писмо, многу побрзо да ги совладаат другите јазици. Тоа е многу лесна платформа за совладување и за зборување на другите јазици. Дали тоа е точно? Не би знаела да кажам, затоа што јас последен јазик кој задав да го изучувам беше кинескиот. Значи претходно веќе зборував англиски и француски јазик, така што после кинескиот јазик не сум взела да изучувам нови јазици за да ја тестирам таа теорија. Меѓутоа факт е дека учењето на кинески јазик, изборувањето, користењето на јазикот мобилизира некоја поинаква гимнастика во мозокот, отколку што тоа е случај за другите јазици, бидејќи јазикот има посебни знаци кои што се пишуваат, меѓутоа и самиот изговор има различни тонови. Така што ако вие кажете ма и ма, има 4 различни зборови кои што зависат само од разликата на тој еден тон кој што сте го искористиле. Да има доста нијансирано напрегање и внимание на кога се слуша некој како збор. Апсолутно. За да дојде до неразбирање. Да. Естима. Како естимент, како проценка, од таму е тоа. Да, веројатно од таму е потеклото на име. Се бавите со анализи и работите на меѓународна политика или внатрешна?
истражувања во областа на меѓународни односи, надворешна политика и евроинтеграција. Тие не се областите во кои што работиме. Што една интересна работа од тој период која бев јас, тоа беше пред Олимпијадата. Многу малку знаеја англиски. Дури се случуваше за да се вратиме до хотелот, мораше да имаме визит карта напишена на кинески, затоа што ако го кажеме тоа или го покажеме напишено на англиски, тешко да ги стигнеме на хотелот. И тогаш инвестира таксистите во јавните служби максимално да почнат да учат англиски јазик. Дали во времето кога беше ти да се промени? Мислам дека бев исто така во време во кое што не зборувам многу добро англиски. Се сеќавам дека кога стигнав на аеродромот во Пекинг, имав на лифче напишано адресата на кампусот на универзитетот каде што требаше да одам и лифчето само му го дадов на таксистот. Не се ми обидов да комуницирам на англиски бидејќи тогаш не знаеа. Меѓутоа уште тогаш, па и до ден денес вложуваат во голема мера, посебно од најрана возраст, да ги научат децата на англиски. Мислам дека постигнаа навистина голем напредок. Стрелска, ние зборовме за нашиот однос кон нив, односно нашите печатоци. Кои се нивните печатоци за нас? Јас ќе кажам, еден интересен податок. 2 август, ден на Кинеската народна армија. 2 август, денот на нашето национално будење. И специјално на тој ден, знам дека ни организира една така симпатична прослава и пее македонски песни. Апсолутно се внимателни кон луѓето од други земји со кои што се работуваат и сигурно дека се потрудиле и да го одбележат соодветно тој ден заради вас. Меѓутоа во основа многу малку знаат за нас, како за Македонија. Имаат многу Александар Македонски толку. Да, и Југославија. Она што е многу по-свежо во нивните глави е Југославија и добрите односи кои што постоја во одредени периоди од историјата меѓу Југославија и Кина. По тоа не препознаваат. За Македонија помака знаат само историјата. Најголем дел слушнале, тие што се образувани, дел веројатно не ни слушнале, меѓутоа тој период за Југославија нема веројатно кинес кој што не го знаел или не го учел на часови по историја барем. Разбирање на алатките, наративите и влијанието на кинеската мека моќ во Северна Македонија. Ајде тргнеме. Концептот на мека моќ. Слушнав одредени податоци дека на 9-то и на 4-то место се рангирани. Кина е на 4-то, Русија на 4-то е Кина, а на 9-то беше Русија. Тоа е високо? Тоа е многу високо и се работи за многу голем напредок во текот на последните години, што покажува дека Кина во голема мера инвестира и се насочува и се стреми кон тоа да ја зголеми привлечноста на Кина и нели самата мека моќ, односно влијанието врз други држави и да направи луѓето да ја перцепираат како позитивен модел. Мене е малку чудно тоа затоа што главните забелешки на аналитичарите беа дека Русија не ја ползува таа латка, таа мека моќ за да може да стане попривлечна кон надвор. Тоа се покаже и кон украинскиот пример. Не ја користи културата, на која што историски е на филмот, не користи татарската уметност, а има врвни автори кои што се примери и се изучуваат, се користат во Америка. Станиславски, Чехов, Ейзенштейн или се. И дека таква мека моќ, мека сила тешко да може да користи и Кина за да стане толку привлечна заради ограничувањето со јазик. Кина не може да биде како Холивуд. Кина не може да биде како блокбастерите амерички и така да влегува, не може со јазикот да влегува. Како влегува тогаш? Затоа ми е чудно колку високо котира, а ги нема тие алатки со кои што доминираат американците, британците, англосаксонците, па и французите во одржен дел. Поврзувањето на меката моќ со културата и со јазикот е само еден аспект од меката моќ. Всушност се работи за многу поширока дефиниција, која што ги опфаќа и другите видови на препознатливост и на признаеност на некоја држава. Значи, не се работи само за националните брендови. Се работи за брендовите на компаниите, кои што исто така придонесуваат кон градењето на перцепции за државата. Во последните години Кина постигна навистина голем пробив за незините компании од типот на Huawei, Xiaomi и така натаму во однос на технологијата. Значи, не може веќе тоа е кинеско произведено, веќе порано пред 15 години така или
купено е турско, тоа е бофо. Може би постојат уште некои предрасуди дека кинеските производи се од инфериорен квалитет, може би во некои области тоа е се уште така, меѓутоа постојат компании кои што навистина ги побијат тие стереотипи, конкретно во областа на технологијата. И за разлика од Русија, како што кажавте, која што ја гради својата мека моќ на основа на таа историска блискост со некои земји, култура, традиција, уметност, наука, Кина ја гради својата мека моќ врз основа на економската привлечност и врз основа на економските достигнувања кои што ги има. И токму нашето истражување тоа го покажува дека и луѓето кај нас ја прецепираат Кина како економска можност. Несомнено е дека Кина во последните 4 децении има навистина огромен пораст во сите економски параметри и тоа е она што се препознава и кај нас. Кинеската култура останува апсолутно непозната. Кога разговаравме во анкетите и во интервјуата со луѓе во Македонија, луѓето не знаат да ја објаснат или не знаат што подразбира таа кинеска култура, не знаат да наведат кинески писател или кинески актери, не знам, освен Джеки Чен, да кажеме. Меѓутоа, тоа не ги спречува да кажат дека и се восхитуваат на кинеската култура, што е малку парадоксално. И значи, ако се восхитуваат на економските достигнувања на Кина, препознаваат од друга страна дека во политички термини кинескиот политички систем е авторитарен, еднопартиски систем во кој што нема голема промоција на човековите права и заштита, нема слобода на изразување и така натаму. Значи, кога станува збор за меката моќ во поглед на Кина, како и во поглед на сите држави кои што се рангирани во индексот, има некои аспекти кои што доминираат, кои што се попривлечни за останатите луѓе и некои аспекти кои што не се препознаваат како толку привлечни или пак напротив се предмет на критика. Успеа и iPhone да го надминат, беше престижен символ. Се слуша дека последниот Xiaomi, кој што ги користи тие најнапредни чипови, дека е навистина врвно достигнување. Дека не е дека толку престижен си има iPhone, дека си имаат и они свој iPhone. Да, зборам како бренд. Да. Се извинувам, не е Xiaomi, туку Huawei, последниот Huawei Mate, да. Дека има некои најнапредни, најмалечки чипови и е навистина конкурентен на вредните западни брендови. Може би заради тоа е стравот од запад и вклучување тука и на овие разузнавачки, контразузнавачки елементи од технологијата, која ми го правите иначе 4G, 5G, така натаму. И може би заради тоа веќе се граат бариери, затоа што сваќаат дека таа мека моќ на тој начин веќе почнува да функционира и да дава резултат. Меѓу другото, Кина има купено многу познати странски компании. Тоа е едната страна на приказната, значи економската конкуренција, конкурентност меѓу големите сили е еден дел од приказната. Меѓутоа во Кина во последните години се поактивни се обидите да се направи поврзување меѓу цивилните технологии и воените технологии. Така што стравот не е само дека Huawei ќе ги развива технологиите како мека моќ, нели, како достапни за широките маси за граѓаните, туку дека тие напредни технологии кои што знаеме дека барем во почетниот развој на Кина беа во голема мера прекопирани преку технолошки трансфер од западните компании, сега Кина ги надоградува и ги вградува во своите воени капацитети. И тука се создава најголемиот страв кај западните сили. Може дека децата ги надминаваат, учениците ги надминаваат учителите, затоа што многу не е јасно без американците, без нивните технологии, само не знае дека се тоа се копира, значи не можеше да се развие технолошки кин. Сега како им дозволија на некој начин, сега не може да тоа објасни како таму се сваќа, како се гледа тие аспекти на во почетокот веројатно се работеше за некоја поради ефтина работна сила или се работеше за некоја наивност, веројатно кај добар дел од западните компании кои што се водеа само од девизата дека Кина е огромен маркет, дека нуди многу конкурентни услови за почнување на бизнес, ефтина работна сила. Меѓутоа тој пристап до кинескиот пазар доаѓаше во голема мера со некои обврски. Значи компаниите не можеа да инвестираат
во Кина, како што тоа го прават кај нас, со 100% собственост на странската компанија, туку мораше да се здружат со кинеска компанија и да имаат до 49% собственост во компанијата и задолжително да работат на трансфер на технологијата кон кинеската компанија. И токму тоа беше во почетокот начинот како кинеските компании доаѓаат до технологии кои што понатаму ги развиваат. Би спекулирала кога би кажала дека ги надминале или не ги надминале западните компании. Меѓутоа факт е дека постепено кај западните компании, кај западните држави се појави таа свесност дека тоа може да се случи. И се појави некој вид на страв и обиди на некој начин да се ограничи пристапот на Кина до натамошни технологии, и да конкретно гледаме преку забраната на Холандија да се извезуваат машини за печатење на тие најнапредни чипови во Кина. И веројатно во тој момент се појави тензијата, затоа што и Кина, се разбира, реагираше на тие ограничувања и се обиде да врати во таа мира во која што може. Како Кина го прави тоа со пропагандата? Шири повеќе позитивни вести према надвор за себе, за да го амортизира тој впечаток за авторитарност, за, не знам, репресија и така натаму. А многу помалку шири дезинформација за странците. Русите веројатно обратно, они повеќе према внатре ја релативизираат, ја конфузираат работа, дека лошо е кај нас, само таму уште полошо. И повеќе шири дезинформација и критики кон странците. Да, за разлика од Русија, која што во голема мера се подпира на дезинформации, Кина, барем традиционално, не дека не се служи кога е тоа потребно, веројатно со дезинформации, но акцентот го става на пропаганда, односно на ширење на позитивни информации, пред се за кинеските економски и технолошки достигнувања, и на тој начин прави дефокусирање од реалните критики кои што и ги упатува Западот во однос на човекови права, авторитарен модел и така натаму. И кога станува збор за овие критики, дури во поново време се гледа една тенденција да се прави поврзување на кинеските економски достигнувања со политичкиот модел или политичкиот систем кој што го има Кина. Имено наративот кој што се истакнува е дека кинеските достигнувања, економски и технолошки, се можни единствено благодарение на авторитарниот модел кој што го има Кина, и на тој начин не само што се оправдува, туку се прави привлечен тој модел и се представува како алтернатива за демократскиот и либерален модел на функционирање. Наместо глобализам. Суверенисти, така се вика. Интересен пример е тоа. Конкретно, со короната, можеме и тука конкретни примери да извлечеме, или можеме со други моменти сега поновише. Затоа што со короната Кина беше на удар дека изворот на болеста беше многу репресивна при пристапот на заштита и на спасување од короната. Како она се бранеше од тоа? Дали тогаш користеше дезинформации за да се релативизира, за да се збуди јавноста, за да ја одвлече насоката од себе? Пандемијата на COVID-19 беше можеби најсоодветниот пример како Кина успеа од релативно неповолна ситуација за себе да профитира, односно да постигне успех. Имаше многу обвинувања насочени кон Кина. Првото и основното беше во однос на потеклото на вирусот, дека е од Вухан. Меѓутоа, во кинеските обиди не беше дадена една варијанта дека не е од Вухан, дека е од некој друг извор, туку имавме пласирање на различни теории кои што водеа пред се во насока на збунување на широката јавност и отфрлање на одговорноста. Исто така многу важен елемент беше помошта, односно набавките, материјалите за лична заштита, донациите за болниците, кои што Кина ги обезбедуваше за речиси сите држави од светот. Тоа се нарекува дипломатија на маски или подоцна дипломатија на вакцини. И иако не се работеше
секогаш за донации, во многу случаи, па и кај нас се работеше за набавки на материјали кои што доаѓа од Кина со државен буџет или со средства во еден случај од ЕУ. Сето тоа беше некако спакувано како кинеска помош, што возможи навистина да се создаде една перцепција дека во тој период Кина е најдобриот пријател не само на Македонија, тоа беше уште поизразено во Србија и во многу држави низ светот, и на тој начин се влијаеше врз јавното мислење. Кај нас видовме конкретно подобрување на јавното мислење за некаде 13%, од 25% граѓани кои што имаат позитивна перцепција за Кина во 2018 година, на 38% кои што имаат позитивно мислење за Кина во 2021 година, а измеѓу беше главно короната, така што токму тој период беше максимално искористен од страна на Кина. Како што е сега кинесите? Кај нас те истражување бугарите се најомразени, највеќе сакани србите. Јас сум навистина фанатик за методологија, така што веројатно ќе можам да ви кажам споредба во 2024 година кога ќе излезе новата анкета. Ова податоците кои што ги споменав се од анкета на Националниот демократски институт. Нешто што е блиску. Не, дефинитивно не ја перцепираме како нешто што е блиско, меѓутоа интересно ќе биде да се видат перцепциите во споредба со 2022 година, бидејќи во меѓувреме се случи војната во Украина. Кина имаше многу голема улога, можеби не директно, меѓутоа како индиректен играч, некој кој што во голема мера ја не само што не ја осуди, туку индиректно ја помагаше економски Русија, и како некој кој што е постојан член на Советот на безбедност на Обединетите нации, значи има де факто големо влијание во врз Русија и во тоа да се стави крај на војната, меѓутоа таа моќ или привилегија која што ја има Кина не ја искористи намерно или ненамерно во поглед на Украина. И истото го гледаме сега дека се повторува до некаде во случајот меѓу Израел и Палестина. Кина има моќ да влијае, меѓутоа не го користи тоа влијание колку што би можела. Кај нас како стои работите? Имаме партии кои што ја симпатишат Кина. Левица или тоа е екзотика за вас? Не, мислам дека Левица е единствената партија која што има сериозен пристап дека би требало да соработуваме повеќе со Кина и не само со Кина, со Русија, додека останатите поголеми партии во голема мера се насочени кон Западот. Да сакаат да се предпазливи, не имајќи некои чувства така. Кој ќе биде преку глава од Европа, сакаат, ама јавно не го кажуваат. Па видете, за тоа јавно што не го кажуваат, не би можела да коментирам. Има такви инциденти, некои ситуации. Какви се состојбите со обложувањата? Мислам дека Србија е далеко најдоминантна. Појаси пат како функционира на Балканот? Кај нас многу малку ги има, преку автопатиштата се градеше Козјак од кинеска компанија. Козјак беше далеко пред други аквизиции директни во зоните има, мислам дека нема. Во зоните има компании кои што се индиректно во кинеска собственост. Да, кинеска компанија, америчка компанија. Да, значи кинеската Джойсон ја купи америчката компанија која што имаше фабрика во Тирс во Кичево, и сега индиректно таа фабрика е во собственост, во кинеска собственост. Имаме исто така индиректно собственост во Макстел, беше претходно инвестицијата со Weibo, која што не... Да, меѓутоа немаме толку големи и видливи инвестиции, или барем не толку проблематични инвестиции, како тоа што е случај со Србија. И вкупно по обемот на инвестиции, во Србија 20% од вкупните странски инвестиции се кинески. Кај нас тој број е под 2%. Истото важи за останатите држави во регионот, каде што речиси да нема некои големи кинески инвестиции, со исклучок на Албанија, меѓутоа и таму некако кинеските инвестиции се во опаѓање, односно постои тенденција на инвеститорите во Албанија, например, да се повлекуваат, а во Србија се зголемува кинеското присуство. Што значи vote warrior дипломаси? Тоа го споменавте како една од алатките. Да, тоа е еден понаметлив пристап кој што го зазедоа кинеските дипломати некаде почнувајќи од пред пандемијата и особено во текот на директно пандемијата. Директно се мешаат во како што да, бидејќи во внатрешните работи и не само во внатрешните и во надворешните работи да бидат многу погласни на прашања кои што директно ја засегаат Кина. Тој пристап го видовме во Франција, во дел од скандинавските држави, во Чешка.
На Балканот не го видов на warfare дипломаси и односно дипломатија на војнат волк, и во голема мера кинеските дипломати се држеа до нивните дипломатски надлежности, односно многу малку видовме во јавноста обиди некако директно да се влијае врз нашите политички одлуки. Не е волк, не е волк, така. Волк. Волк, дипломатија на војнат волк, да. Дипломација, да. И да завршиме примери. Кажавме уште тоа акт за патриотско образование и наталитетот со децата. Имаше закони, сега се тие либерализирани, затоа што паѓа и таму наталитетот, Индија ги помина. Се не го нешто на тој план. Има многу обиди да се промени нешто, бидејќи економската ситуација во Кина во последните години од пандемијата. Тоа е закон, како економски подобро живеат луѓето, така помалку деца раѓаат. Да, меѓутоа во Кина има уште еден момент, е тоа што многу долги години, децении има закон со кој што не смеа да имаат повеќе од едно дете. Луѓето некако се навикнаа на тоа и најновата економска ситуација која што, нели, ако порано Кина имаше двоцифрен економски раст, последниве години е 4-5, во текот на пандемијата беше уште пониско, младинската невработеност расте, постои загриженост во поглед на пазарот на недвижности, дека може да се случи некој колапс, и поради сето тоа веројатно луѓето не, иако се ослободи, нели, законот, имаат можност да имаат до 3 деца, некако се навикнаа да имаат по едно дете или да немаат воопшто деца, што влијае од своја страна врз наталитетот, врз пазарот на труд. Значи Кина почна да станува земја која што старее и креаторите на политики се обидуваат некако да го променат тоа. Дури и преку некои мерки кои што се во голема мера дискриминаторски, имаше последно изјави на Ши Џинпинг кој што им кажува на жените дека треба да останат дома и да имаат деца, а не да работат. И тоа е дури во целосна спротивност со тие, нели, комунистички идеологии од формирањето на Кина, каде што жените и мажите беа равноправни се бореа и половата на повисоко ниво што со времето да, сега имаме назадување во тој аспект, само и само да се поттикнат жените да имаат повеќе деца. Како односот кон ЛГБТ? Апсолутно против ЛГБТ, дури ако имаше пред доаѓањето на Ши Џинпинг некое ослободување во поглед на правата на ЛГБТ, неформално, меѓутоа немаше толку неформална дискриминација и таму имаме големо назадување. Што пише во извештајот за човековите права на Кина, што е пандан на американскиот извештај на State Department? Не е нешто за Македонија, не само за Америка. Не, тоа е само извештај само за Америка. Само за Америка. Не, и Европа нешто, или? Не, тоа е конкретно. Имаат ситуации кога издавале извештаи за човековите права во светот, меѓутоа во овој момент таргет има Америка. Глобалниот контекст и општите аспекти поврзани со руските и кинеските активности на пропагандата и дезинформацијите. Ова во одредени ситуации можно ли да се надогради со британските, американските, германските, кинеските, наместо кинеските и руските активности? Веројатно за дезинформации не. Има фина е разликата, меѓутоа постои разлика меѓу јавна дипломатија и пропаганда, така што додека сите држави легитимно се обидуваат, нели, да градат односи со другите народи, да обезбедуваат позитивна перцепција за себе. Проблемот со пропагандата е во моментот кога се пласираат само еднострани информации, при што граѓаните ги немаат сите потребни информации за да може да го формираат мислењето. Не постои држава во која што е се розово, но тоа не е случај ни кај нас, ни во Америка, ни во ЕУ, секако ни во Кина. И она што можеби ја издвојува Кина од останатите држави е тоа што се обидува да пласира информации кои што се исклучиво позитивни. Значи нема простор за никаква критика. Нема релевантни извори таму, медиуми или во Кина апсолутно нема простор за несогласување со државните, со официјалните владени позиции. Дали се уште го употребуваат терминот кој се поздравуваат? Ние велиме како си говорили си, они секојаш велеле затоа што имале проблем со гладта, со прехранувањето, дали јадеше денеска или сега веќе многу повеќе храна имаат, економски се развиени, можеби ќе бидат или се веќе први во светот и тоа нема корист. Тоа е на кинески цуфан ле мејо, дали јадеше или не, и малку по малку излегува некако од употреба, по новите генерации може не го употребуваат толку,
Меѓутоа пред 15 години кога јас живеев во Кина се уште беше во употреба. Ана Костиновска, естима, благодарам за разговор. Ви благодарам за поканата. Стадион. Емисија за вашата вистина. Стадион. Емисија за вашата вистина. Емисијата Стадион можете да ја гледате и на телевизиите. ВИС во недела од 17 часот и 30 минути. ТВ КТВ во недела од 16. ТВМ во понеделник од 13 часот. ТВ Плюс во недела од 11, ТВ Протел во понеделник во 15 часот, Канал 8 во недела од 11:40 и ТВ Глоби во сабота од 19 часот и 30 минути. Гледајте Стадион.